أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Денес со Аллахова дозвола ќе застанеме накратко со една сура која во себе носи големи користи и поуки. Тоа е сура која целосно е објавена како осуда на еден човек и неговата сопруга, кои станаа познати по своето жестоко непријателство и нанесување зло на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, а тоа е суратул Масад, таббат яда аби лахаб ва таб. Во врска со причината за објавувањето на ова возвишена сура, се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анхума дека рекол: кога возвишениот Аллах Азза ва Џел го објави куранскиот ајет и опомени го своето најблиско семејство и ониот твојот народ што ти се најблиски, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем тргна се додека не се искачи на ридот Сафа. Потоа силно повика: о народе, внимавајте, о народе, пазете. А ова било говор кој го користиле во времето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кога сакал некој да ги предупреди на некоја голема опасност. Луѓето се собрале и рекоа: кој е тој што повикува? Па рекле: тоа е Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Тога се собра околу него, а тој рече: о синови на тој и тој, о синови на Абду Менаф, о синови на Абдул Мутталиб. Кога се собра околу него, тој саллаллаху алейхи ва селем им рече: што мислите? Ако ви кажам дека зад оваа планина има коњаници кои сакаат да ве нападнат, дали би ми поверувале? Тие одговорија: да, никогаш од тебе не сме доживеале лага. Никогаш не било излезено лага од устата на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. И тоа тие мушрици Курејши и теа добро го знаеа. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: јас сум навистина ваш опоменувач пред тешката казна. Па тогаш Ебу Лехеб рекол: пропаст за тебе. Зар за ова не собра? Да пропадниш, зарем за ова не собра? Потоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем стана, па беше објавена сурата Таббат яда аби лахаб ва таб. Нека пропаднат на рацете на Ебу Лехеб и тој на вистина пропадна. Ова сура, браќа, сура Ал-Масад, зборува за една главна тема, а тоа е објаснување на пропаста и загубата на Ебу Лехеб и неговата сопруга. Ебу Лехеб бил еден од аџоите на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Неговото име било Абдул Узза ибн Абдул Мутталиб, а неговиот прекар, како што е познат, бил Ебу Лехеб. Тој бил познат по своето жестоко непријателство и нанесување штета кон Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Абдуррахман ибн Саад рахимехулла рекол: Ебу Лехеб
беше аџо на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем, но беше жесток во своето непријателство и нанесување штета кон него. Кај него немаше вера, ниту почит код народнинска врска, но Аллах го понижи, па го осуди со ова голема осуда, која ќе биде срам за него се до судниот ден. Возвишениот Аллах азза ва џел вели во ова возвишена сура: Таббат яда аби лахаби ва таб, ма агна анху малуху ва ма касаб, сеясла наран зата лахаб, ва имраатуху хаммалатал хатаб, фи џидиха хаблум мин масад. Нека пропаднат рацете на Ебу Лехеб, и тој навистина пропадна. Нема да му користи неговиот имот, ниту она што го стекнал од деца. Ке влезе во оган со распламтен пламен, а и неговата жена, која носи дрва, околу нејзиниот врат, ке има јаже од груби и цврсти влакна. Драги и почитувани браќа, зборовите на возвишениот Аллах азза ва џел, нека пропаднат рацете на Ебу Лехеб, значи нека пропадне и нека биде уништен Ебу Лехеб и неговите дела. Неговата душа нека доживее загуба и пропаст. Отеб, и велит Аллах азза ва џел, ове значи дека неговата дова веќе се остварила и на вистина го снајде пропаст на Ебу Лехеб. Ма агна анху малуху ва ма касаб, значи нема да му користи имото што го собирал, ниту она што го стекнал, како неговите деца, угледот, положбата и се друго, нема ништо да му користи за да одбегне било што од Аллаховата казна на судниот ден. Сето тоа нема да му користи ништо на судниот ден, како што Аллах азза ва џел вели: на вистина тие што не веруваат, од Аллах нема да ги одбрани ни богатствата нивни, ниту децата нивни, и тие ќе бидат жители на огнот, каде што вечно ќе останат. Се јасла наран зата лахаб, Ебу Лехеб и неговата жена ќе влезат во оган кој силно гори и се распламтува. Лехеб значи пламенот и искрите што се издигнуваат и разлетуваат од жешкиот оган. Ва имраатуху хаммалатал хатаб, а и неговата жена која носи дрва се однесува на неговата сопруга Умму Џемил. Исто така, ова негова сопруга била позната по својот остар и навредлив јазик и го вознемирувала на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем со своите зборови. А опишана е во овој курански ајет како она која носи дрва. А учениците спомнале неколку значења на тоа. Се вели дека носела трње и штетни работи и ги фрлала по патот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем само за да му наштети. Исто така се вели дека на себе насобирала толку многу гревови, па била споредена со тој што собира на себе дрва. Исто така од неговото значење се вели дека била клеветничка и пренесувач на туѓи зборови, а арапите за таков човек велеле носач на дрва. Таа одела по куќите и ги поттикнувала луѓето против Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, а незиниот сопруг истото го правил тоа меѓу мажите. Фи џидиха хаблум мин масад, околу незиниот врат ке има силно исплетено јаже од груби и цврсти влакна, со кои ќе биде влечена нагоре во огнот, а потоа ќе биде фрлена во длабочината на џехеннемот. Ова е соодветна казна за незината упорност во непријателството, навредувањето и нанесувањето штета на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Од ова браќа возвишено суре можат да се извлечат многу поуки, но јас ќе спомнам само две многу битни пораки. Прво е тоа дека потеклото на човекот нема да му користи ништо кај Аллах азза ва џелле ако нема иман и добри дела. Ебу Лехеб бил аџо на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, син на Абдул Мутталиб, и од неговото семејство бил по крвна линија. Аллах азза ва џел му дал многу благодети што ретко се собираат кај еден човек, но сето тоа не му помага ниту на овој, ниту на ахиретот. Напротив, тоа сето му беше причина за негова пропаст. И втора порака од ова сура е тоа што во него
се гледа и има доказ за вистинитоста на пратеништвото на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем и дека Куранот е вистина и Аллахов говор. Кога беше објавена ова сура, во која е пресудено дека Ебу Лехеб ќе биде сигурно и вечно жител во џехеннемот, тогаш Ебу Лехеб можел само привидно да примат ислам, можел само привидно да влезит во вера, само за тоа да докажи дека оваа вера не е исправна, само да докажи дека Куранов е лага, но тоа никогаш не се случило. Вели Ибн Кефир рахимахуллах: во ова има јасно чудо, бидејќи Аллах азза ва џелле известил дека тој нема да се покае, ниту ќе прими ислам, и на вистина не се покајал, ниту прима ислам, туку умре како неверник, и ова е доказ за пратеништвото на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем и вистинитоста на Аллаховиот говор. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни уцврсти на неговата вера, да ни чува од секоја работа која може да ни доведе до негова казна, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни соедини во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا ومن هجنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في ميانمار، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.